Прекинал да пушам цигари да ти го направам. Па, брат, што знам? Би почнал да тренирам реално. Почнал да тренираш? Да, пошто не тренирам вака иначе. Само што сменив работно место недела дена работа, ми се навикнав да ти кажам прво. Да, значи лесно ќе Да, се мораме да се адаптираме. Животот во Македонија носи моменти каде што мора да се адаптираш. Ќе станувам порано се бај, стануваш порано се бај. ако се лажам. Мислиш дека ќе ти оди лесно? Не. Искрено не. Тоа е. Ама ќе се потрудам. За мама и за тато. Повеќе би работел така, ето тоа ја би кажал. Инвестирал повеќе. Повеќе на работа на кариерата, тој смисол нешто и поише се научи како да се напреднеш како личност во запонатаму. Тоа ја би сменил. Поише авантура, поише предизвици, не знам, да се излезе од Скопје. Сите политичари. Да? Да, сите до еден. А нешто лично за вас, пример, на личен план На личен план, или на работа, семејство не е важно? па не би одел во детали, ама да ми се остварат замислите и желбите, би било добро за напредок. Сега да сум помотивирана, поенергична за животот. Не знам, поише книги да читам. Повеќе се смеам. Повеќе се смееш? А генерално кога променуваш нешто, кога правиш промени, дали ти иде тешко или лесно? Тешко правам промени. Тешко правиш промени, Да. не можеш да се адаптираш лесно. Не, јас се смеам, ама повеќе се смеам. Тоа е Да, окей. уште повеќе се да. смееш. Мислиш ќе ти иде лесно? Оваа промена да, А некои други? другите потешко. Сега еве само што ја го променив работното место и се надевам дека ќе биде како што треба и подобро, Да. да. Тоа што го замислував, се надевам дека ќе биде подобро, а си посакувам најмногу за моите деца да биде се најубаво во новата, тоа што си имаат замислено да им се исполни се. Така, а дали лесно се адаптирате на промени или тоа ви оди малку потешко? Не, Примерно, со искрено ново- лесно. Лесно? Доста лесно, да, да. Без Тоа разлика е- на промената, Без разлика. Еве, доста, да речам и работни места имам сменето доста и различни се атмосфери. привикнувам доста брзо на тоа. За сега не би променил ништо, си најдов работно место, достојна плата, така да за сега добро е. Единствено нова кола во 2026 толку само. А кажи ми, како се адаптираш на промени? Дали е тоа лесно или Зависи не до ти промените, зависи до промените, некогаш лесно. Кога се досели во Скопје пред 3 години, малце потешко одеше таа промена, но веќе се адаптирав, така да не е страшно. Ништо не би сменила освен тоа што треба луѓето да бидат малце подобри и да веруваат во Бога. Да? Да, да се насочат кон верата, затоа што многу луѓе, поготово младите, тој пат го одминаа. Сите понекогаш сме си кажале, време е за промени. Некои промени ги сакаме, некои ни се случуваат и без да ги бараме. Нова кариера, нов град, ново лице или тело, нова верзија од нас. Денеска истражуваме како се адаптираме на промените и зошто некои ги бараме, а од другите бегаме. Ова е реалити чек. Промените се неизбежан дел од современиот живот, но начинот на кој ги доживуваме е силно обликуван и од општеството и од нашата психологија. Во време на постојана неизвестност се очекува постојано да се прилагодуваме, и побрзо, и пофлексибилно, и со помалку простор за грешка. Психологијата покажува дека промената не е еден чин, туку процес во кој мозокот постепено учи нови модели на однесување. Социолошки гледано, промените често значат и губење на познати улоги, статуси и сигурности, што ја зголемува анксиозноста. Стравот од промени најчесто не е страв од новото, туку од губење контрола и предвидливост. Затоа промените може да бидат доживеани или како закана, или како можност, во зависност од тоа дали ги гледаме како наметнати или како свесен чекор. Ова е критично кога се работи за промена на работното место, професија, место на живење или кога се преструктурира животот. Личното чувство на избор и смисла значително ја олеснува адаптацијата. Фин е совршен пример за менување, односно прифаќање на промената. Тој е германец кој после туристичка обиколка на Македонија решава да остане тука да живее и да почека македонски пасош. Како ти се чини поштав? Добре, убаво. Годишна атмосфера? Да, преубаво. Малку снег треба сега, ама освен тоа убаво.
Мириса на шампон, знаеш? И да, убаво е. Пак си одиш у Германија за Божик. Да, сега ќе одам. Ама ќе се вратиш за наши. Да, само 4 дена за Божик. Па не знам како е во Германија. Германија не е лошо, имаме Christmas market, Божик пазар, мислам се вика, не знам. Да. А многу е, да. Да. Во кој момент во животот си рече Германија на пауза, Македонија на плей? О, пред 3 години, пред 3 години. 2,5 години. И па не знам што мислев, не е. Што мислеше? Да. Не размислев премногу, бев малку помлад и па бев исто сум сега, јас сум човек за истражување. Знаеш, јас не размислам премногу. Например, брат ми, исто германец, размисли премногу што да правам, каде да одам, што ќе правиме. Јас само правам. Јас сум ваков човек, не размислам премногу. Ама ти направи и остана тука. Да. И да, сега живеам тука 3 години. Ова не бев во Германија само 8 дена нешто. Во лето бев 4 дена и сега уште 4. Како ти се допаѓа? Како ти се свиѓа тука? Во Македонија? Да. Па најубаво. За Да? мене зависи од градот до градот, ама воопшто Македонија за мене најдобро. Кога ја споредуваш со кого? Со Германија или со Литванија или со Полска? Например, јас бев во Америка и само не живеев таму, само на одмор. И многу држави во Европа. Ама, стварно, јас не сум човек кој кажа дека тоа е подобро од тоа. Мислам, чувство е, зависи од луѓе. Мислам, имам многу македонци кои мислат дека Германија е подобро и разбирам. Мислам, стварно зависи од луѓе до луѓе. Каде е најдобро, што е најдобро. Знаеш, најчесто од кај нас луѓето од Македонија одат во Германија и многу ретко е да слушнеме дека германец дошол во Македонија, па уште дека и многу му се свиѓа и дека тука ужива и дека е најдобро од све друго што си бил. Да. Подобро од Литванија. Да. Нема хејт до Литванија, поздрав, ама не. Не, нема хејт, нема Да. хејт. Мислам, нека гледат видеото. Кога одлучи да останеш, Да. тоа беше одлука што сам ја донесе, реши сега ќе дојдам и ќе живеам тука, или нешто ти се случи, па ти се прилагоди на... Не, дојдов со уште еден пријател и бевме тука 3 пати како турист. И после тоа сакавме да живееме тука за подолго време. Ама тогаш имав стан во Хамбург и платив како на истото време за 2 станови. Двојна кирија си плати, дупло. Да. Не знам како, не знам што мислев. Не размислев премногу, ама нема гај. Ама не беше како, знаеш, не беше ајде ќе одам и се готово, ама беше како процес. Требаше неколку време за се да биде готово и во Германија да не знам како точно да откажам од Германија. Да. Треба да пишеш нешто и сега во мојата лична карта германска пиша дека немам стан во Германија. Сакаш ли лична карта од Македонија? Па сакам, да, мицкоски, сакам. А имам престој, знаеш, ова престој имаш? Престој имам, како лична карта Сега уште малце лична карта, Да. Значи сега ти одиш на пасош. Па не одам баш, немам процес, знаеш, не сум во процедура. Ама секогаш на Инстаграм прашам мицкоски, ајде да ми пасаш, ако може. Како се адаптираш на работа од Македонија? Работиш за американската компанија? Да, за здравство. И онлайн и па да, добро е. И мислам за мене најдобро и разбирам сите кои малку тешко да кажам, знаеш, дека јас мислам дека не може сите да работиме онлайн, треба исто работа тука и треба да промовираме работа тука и да правиме работа тука подобро. За да немаме цела Македонија да работи за странство, мислам тоа не е добро. Да правиме ова тука поатрактивно и да промовираме исто кариерата тука и во болници и вака. Тоа што јас мислам. Ама за мене сега да, ама работам онлайн со социјалните мрежи и инфлуенцери од Америка, мислам затоа. Сега кога ќе одиш дома, носиш подароци? Да, ама малку проблем, поздрав визеја, немам голема тажна. Знаеш, само ова најефтино, да. Немам многу место. Види, ама имаш место магнети, сувенири, вако мали. Моите многу често доаѓаат тука. Значи имаме многу сувенири. Например, мајка ми има на рефрижератор имам тоа. Сите ги има? Магнети? И мајка ми има кај врата дома има како азбука македонски. Знаеш да учи македонски малку. Ама ти си ги заразил и твоите. Со љубов за Македонија. Да, малку, да. Да, значи им се допаѓа и на нив. Да, многу често си тука, да, за норма. Значи,
Секогаш ќе се видиме тука во Македонија, не во Германија. Што се случи со твоите пријатели? Што дојдоа со тебе? Па имам уште две Направија и промена? уште живеат тука, уште живеат тука. И они живеат тука? Да. Имав уште еден пријател, Валентин, поздрав. Кажав дека дојде тука и последна година дојде тука. Значи јас правив малку промоција кај мене, дома. Зошто и после посакуваните промени се оладуваме? Психологијата тоа го нарекува хедонистичка адаптација. По нова работа, нов дом, нова навика, мозокот се навикнува на новото и тоа престанува да носи исто ниво на возбуда и задоволство. И затоа повторно бркаме следно ново. Како да знаеме дали сме навистина спремни да се менуваме? Промените поминуваат низ 5 фази. Не размислувам, размислувам, се подготвувам, действувам и одржувам. Проблемот настанува кога повеќето луѓе сметаат дека се во фаза број 4, а всушност психолошки се во фаза број 2. Токму затоа 80% од новогодишните резолуции не успеваат. Значи проблемот не е слаб карактер, туку лош тајминг. Нашите доброволци во групата за истражување денеска ќе тестираат колку брзо можат да се адаптираат на неочекуваните промени. Играта се вика Висконсин, тест на скриени правила. На почетокот правилата личат едноставни. Треба да се спојат две карти според бојата, формата или бројот на символи. Но системот ненадејно ги менува правилата за спојување и прашањето е што ќе направите кога правилата ќе се сменат, а никој нема да ви каже. Тргаш на една насока и животот ти прави свично друга. Па веројатно би било отприлике овако, исто. Ќе се нервираш или ќе се адаптираш? Зависи како, негде сам измеѓу, веćinom. Нервирам се јер морам да се адаптирам. Али се адаптирам на крај јер морам. А што се мора не е тешко, валјда. Кога ти те насочува дека нешто се менува, дали промената ти доаѓа природно или ти раѓа револт? Револт често. Прво револт, тоа ми е онако прва реакција. Меѓутоа onda kad mora. Ама прво ќе се изнервираш? Да. И после ќе се Волим my way. И onda kad видим да морам нешто друго. Прво ќе да се изнервирам и onda kad морам. Па, мислам дека брзо се адаптирам. Ама знам и да се нервирам понекад. Има некој приоритет зашто ти е поважно, па ако не ти иде по твој ќе се изнервираш? За школа многу се нервирам, кога нешто ќе се смени така. Ама за други работи мислам дека по-смирено, мислам. Не те изфрла од колосек? Да. Не, као по-mental clarity имам, као не знам на македонски како се кажува тоа. Јасност. Да, јасност. Баш многу се нервирам. Многу се нервираш? Па не биде по план секој што сум го испланирала. Да, сакаш ти да ти е чисто нека. Да, ама ако се заменат работи и околности и после колку време ти треба да се прилагодиш, да прифатиш дека има промена? Па одма ако гледам да го спојам преку тоа, одма се редувам, се јавувам. Да. Ама те држи нервозата или? Да. Прво ќе се изнервираш и после се смируваш, па наоѓаш решение. Па, мислам дека секогаш промените може да се малку
така интересни, ама мислам дека е се убав дел од животот. Бидејќи ако ништо не се менува, тогаш нема да е интересно ништо, е така да. Така, може промените може бидат многу интересни и убави, само треба да знаеме како да се адаптираме најдобро. Тоа значи дека се прилагодуваш брзо? Да. И кога ти е нешто многу важно и ти искочи од насоката што си ја зацртала? Па да, нема да се разочараш? Ретко. Почесто мислам се обидувам да гледам нели добрата страна, дека можеби тоа што јас сум си го зацртала не е толку убаво колку што ќе биде тоа што сега всушност ќе се случи. Дека мислам дека промените се интересни. Еве еден пример. Сакаш многу да стигнеш на некој важен концерт, некој што многу сакаш да го гледаш, и е во друга држава, и имаш купено карта за концерт, карта за авион, за сместување, и паѓа магла на аеродром. И не функционира аеродромот. Неколку сати. Искрено јас во таа ситуација би размислувала дека можеби нешто лошо ќе се случило и затоа така јас обичам така секогаш размислувам и така да мислам дека си наоѓаш објаснување дека уствари универзумот се погрижил за да не влезеш во некоја... Мислам дека се си има своја причина и не мислам дека има баш случајности и затоа мислам дека не би била толку загрижена. Повеќе можеби би била, мислам не била среќна, ама ете, така треба, да, малку разочарана, ама така треба да биде. Ама не нервозна. Да, не. Истражувањата за адаптација на животни настани покажуваат дека луѓето се прилагодуваат со тек на време, но начинот како ја доживуваме промената многу зависи од тоа дали имаме чувство на контрола и избор. Јас избрав, обично е психолошки полесно од ми се случи. Кога сме како луѓе најподготвени на промени? Да ги прифатиме и да им се адаптираме. Значи, кога ние свесно како луѓе решаваме дека сега ни е период во животот по кој што нешто треба да ни се случи, или некои работи кога ни се случуваат и немаме друг избор освен да се адаптираме на тоа што се случува. Кога се поуспешни промените? Ние некад имаме чувство дека контролата е во нас, дека ние сме одлучиле, дека ние можеме нешто да направиме, ние имаме моќта на некој начин. Тоа го објаснува она кога сме во некоја фаза во животот на нешто ни треба да промениме, прво што правиме косата, или како кога не ја шишек, ја имаме контролата. Не ја менувај фризурата. Всушност да, тоа е чувството дека ќе сменам така како што јас. Па и самиот немој момент, шишки. да, и самиот момент да ја седнам на едно столче и да кажам одам во црвена, на некој начин ја имам контролата, јас да одлучам за себе дека во овој момент мојата коса ќе стане црвена, жолта, тоа е портокалова. компензација за она што не можеме да го контролираме. Сега да, за исто така во нашиот живот има и ситуации, промени кои што нели никој нас не напрашал, здраво може ли денес да се случи една промена, едноставно се случуваат. И најчесто доаѓаат кога ние сме неподготвени, не сме ги очекувале. Најчесто се тоа непријатни, каде што ние треба да бидеме растегливи, флексибилни, за да ние исто така нешто промениме во дел од наше функционирање, за да ние се адаптираме, за да ние ги прифатиме и тие не одат лесно. Најчесто одат со негативни емоции, најчесто одат со непријатни чувства кои што се врзани, но од друга страна нека да забораваме дека патот можеби е поразличен од оние посакувани промени, од оние непосакувани, ама целта е иста, дека ние на некој начин ќе се адаптираме, ќе научиме како да живееме со таа промена. Зошто е таа фасцинација со округлите датуми? Од 1 јануари почнуваат промените, или не знам, завршува летниот одмор, од 1 септември почнувам со диета, или не знам, мислам, таков тип на округли 1, 15, 10 или од следниот понеделник. Нешто за да се држиме цврсто до тоа е? Тоа е многу моќен трик од една страна, кој што се почесто се користи и доколку забележиме еве сега пред Нова година некаде, мислам дека постојат неколку кампањи симултано кои што кажуваат од новата година започнете новата година со нов прочистувач за воздух или со ново нешто и така натаму, но од друга страна да, генерално луѓето кога имаат одредена дата, кога имаат одреден термин, некако се врзуваат и се обврзуваат до тој термин и им звучи како постварливо дека веќе нешто направиле. Така да ако јас денес уплатам, да речеме, за одредени
психолошки третмани кои што ќе почнат од први, или уплатам во тератана која што ќе почнам да ја посетувам од први. Најверојатно веќе ќе сметам дека голем дел од таа одлука или од таа промена јас веќе сум ја донела, сум ја направила и ќе бидам пообврзана во моментот, ќе се чувствувам пообврзана кон истата. Така да, имаат силина, но пак ќе кажам дека не влијаат и не важат за сите луѓе. Многу е грубо да кажеме дека ова за сите луѓе важи. Да. Има луѓе кои што не им пречи ако е втори, не им пречи ако е тоа четврток, важно им е тие целта. луѓе, морам да кажам, моите промени кои што сум ги почнувала и воделе до успех, биле сред месец, најчесто од 5 во месецот, значи не од први и не од понеделник. Може би е тоа па некаква друг психолошки момент во кој што решавам дека нема да се држам на први или на понеделник, но ќе издржам да не се откажам. И са тоа ме води кон следново прашање. Кога сме ние како луѓе посилни, да кажам, психички посилни кога ја почнуваме или пред да ја почнеме промената, или кога сме веќе влезени во промената и таа треба да се издржи. Значи да се помине тој процес на менување или на адаптирање. Прво, ќе се надоврзам на овој пример кој што ти го сподели, овој твој личен пример. Тоа се должи затоа што прво дел е зрелоста од една страна, но од друга страна е искуството и трета работа е вредноста, односно кога ја знам зошто ова го правам, па мене не ми е важно дали е тоа први во месецот или средина или на крај на месец, затоа што ја знам вредноста која што јас ќе ја направам, го знам патот, ги знам работите и мене ми е сосема логично да го започнам тоа сега. Но тоа исто кога еден уметник добива инспирација да нешто слика или да нешто пишува и тој не гледа на часовник дали е 7 наутро, некогаш е тоа 12 пополнок, 3 пополнок, но важно е вредноста што ќе ја направи и намерата. Но од друга страна, кога ние ги правиме промените, оној залет, прв еуфоричен, е најприсутен на почетокот. И тоа е така. И сосема е природно да некаде тој залет и таа еуфорија опадне со тек на време. Прво затоа што енергијата ни е иста. И секогаш кога разговарам со моите клиенти, тоа е една тема која што во различни контексти ја спомнувам, а тоа е дека не треба да бидеме прво да имаме толку големи очекувања врз себе и да си ставаме толку голем товар, затоа што е практично невозможно да направиме било што ако ние некогаш не подклекнеме, имаме помалку енергија, помалку мотивација, значи, направиме откажувањето не е всушност слаб карактер, така? Апсолутно. И затоа кога ние воведуваме одредена промена, прво ќе се чувствуваме еуфорични, ќе бидеме сигурни во себе, ќе започнеме, еве на први ќе започнам. И тоа ќе трае одреден период. Но од друга страна, нашата енергија е потрошна. Ние се трошиме и ние не трошиме енергија само на промената која што ние сакаме да ја воведеме. Ние трошиме и на многу други работи во нашиот живот во кој што ние го живееме. Од друга страна, мотивацијата е сосема природно да некогаш биде висока, да некогаш стагнира, да некогаш опадне, да имаме проблем. Волјата исто така. Од што зависи тоа? Од многу фактори. Од другите фактори кои што се надвор од наша контрола. Да, не е секогаш еден фактор и да ние се врземе со тој фактор и да се молиме да биде нели во наша корист, туку се повеќе фактори симултано кои што влијаат на нашиот живот, каде што ние затоа кажувам практично е невозможно да ставиме толку голем товар и да ние очекуваме секогаш да биде во една совршена линија и да ние бидеме успешни во се. И нели најпоследно грешки. Грешки се случуваат. Секој пат кога ние воведуваме нешто ново, ние немаме искуство во истото, го правиме за прв пат, го почнуваме прв пат, учиме прв пат, учиме по пат. И ќе се надоврзам една многу убава работа и убава реченица што ја слушнав во еден подкаст неодамна, а тоа е не се плаши да почнеш и не го чекај совршениот момент за да почнеш нешто, туку почни да го правиш и уживај во процесот додека учиш да го правиш и со тек на време ќе стануваш подобар и подобар. Што навистина помага кога животот прави неочекуван пресврт? Истражувањата покажуваат дека луѓето не се силни затоа што се им оди по план, туку затоа што имаат внатрешни ресурси со кои се снаоѓаат кога планот ќе пропадне. Адаптибилноста не е карактерна црта со која си роден или не, туку сет психолошки ресурси што можат да се развиваат и зајакнуваат низ искуство. Најчесто тоа се грижа за иднината, способност да се гледа напред, дури и кога сегашноста е нестабилна. Овие луѓе не паничат, туку си го поставуваат прашањето: што следно и како да се подготвам?
Чувство на контрола. Верување дека, иако не можеме да ги контролираме околностите, можеме да ги контролираме сопствените избори. Ова чувство директно ја намалува безпомошноста во кризни периоди. Љубопитност. Отвореност кон нови улоги, нови средини и нови идентитети. Наместо страф од непознатото, љубопитноста го претвора пресвртот во истражување. Самодоверба. Верба дека поседуваме или можеме да изградиме вештини за да се справиме со новите барања. Ова не е ароганција, туку тивко уверување. Можеби не знам се, но можам да научам. Истражувањата објавени во Science Direct покажуваат дека токму оваа комбинација им помага на луѓето полесно да минуваат низ транзиции, како промена на кариера, преселба во друга земја, губење работа или ненадејни животни шокови. Наместо да се скршат под притисок, адаптибилните луѓе побрзо ја реорганизираат својата приказна. Во кој период од животот луѓето се најсклони кон похрабри промени? Ајде вака. Во повеќе периоди, но ако можам да потенцирам еден период, а тоа се може би оној период затоа што работам во рамките на Мама Круг со многу мајки, се среќавам и можам да кажам во тој период на раѓањето на прво дете, во на прво трудничко постпородилно искуство, каде што она кое што сега го среќаваме дека се повеќе жени се преиспитуваат околу своето слободно време, околу приоритетите, околу луѓето во своето опкружување, околу поставувањето на граници, околу здравите навики, околу можеби изборот на кариера, изборот на работно време, излегување, социјален живот, многу буквално работи од различни контексти, така да можам да кажам дека еве еден период каде што луѓето искусуваат и избираат и се подложни на промени кои што не доаѓаат од нив, а тоа е раѓањето на прво дете, бидувањето на родител. Кај жените, еве можам да зборувам во рамките на жените затоа што работам со нив. Во оние помлади групи, да речеме, кога треба да се одлучат каде на факултет, па тоа им создава анксиозност, бидејќи можеби се чувствуваат дека се недоволно зрели или се уште не ми е јасно што сакаат, но и во оној подоцнежен период во кој што нели доколку го зборувавме ние ова Јас сум твој еден, секако дека постојат и други. Го зборувавме како момент кој што го вади и светската психологија, моментот на кога родителите остануваат сами, односно кога децата го напуштаат домот, но некако тоа е заедничко и за мажите и за жените. Се почесто слушаме за мажите дека имаат проблеми да се најдат, да се прилагодат на промени и на животот кој што им го наметнува ова темпово на современ дигитален свет. Имаш ли искуства што се случува со младите генерации, со повозрастните и со мажите? Ги спомнавме дека жените, па да бидеме нели сега. Да, ајде вака. Коректни. Ајде еве ќе почнам прво хронолошки, ајде со младите. Да, младите се склони на промени, прво затоа што адолесценцијата и младоста е генерално период каде што нели се бараме себе си, се бараме кои сме ние, која сум јас во моето семејство, во мојот контекст, и која сум јас во светот, а што сакам јас да правам, сакам едно, па ќе пробам друго и така натаму, така да сосема е очекувано да еден млад човек да сака да проба повеќе насоки, да искуси додека нели види во која насока ќе се движи понатаму. И тука генерално може би да поимпулсивно се влегува во одлуките во однос на промените кои што ќе сакаме да ги донесеме, нели? Дали сакам тетоважа или не сакам, дали сакам да студирам или не сакам, дали сакам да излезам на некое место со друго друштво или не сакам да сменам место на живење. Така да младите генерално може би поимпулсивно ги носат одлуките околу воведувањето на промените. Но од друга страна тој им го дава па искуството за понатаму. Кога ќе дојдат до одредени, не можам да кажам години, зрелост, до одредена зрелост да имаат искуство, па понатаму кога ќе треба да воведат промени, да донесат одлука кога и како и дали да ја воведат, ќе имаат одредено искуство од кое што ќе може да се повикаат. Но оној период кој што го спомна, а тоа е период на празно гнездо, ние во семена системска исто така го нарекуваме, а тоа е период кога децата ќе се одселат од домот. Да. И тоа е еден многу интересен, ама од друга страна и многу тажен и многу осаменички и конфузен период за еден пар. Зошто?
Затоа што одеднаш доминантна улога не е родителската, сега е повторно партнерската. Не е дека тие престанале да бидат родители, но од друга страна повторно се наоѓаат примерно како партнери. И баш се присетувам сега на една клиентка кога се запраша себе, не мене, туку себе. Леле, па што ќе правам јас сега? Па што муабет ние ќе правиме? Па ние сега како ќе 24 часа во денот? Мисла дека некако многу и се виде дека повторно ќе треба да биде само со тој човек. И е навистина предизвик затоа што родителството е многу долг пат. И од друга страна, ние некогаш, особено партнерите, знаат да се изгубат во тој пат, во таа родителска улога. Не само како родители да се изгубат, туку едноставно се случил период на години, каде што се случила и кариера, се случиле и многу работи, се промениле како личности. И предизвик е многу голем во тој период на празно гнездо да се пронедат повторно. И да се видиме во суштина кои сме ние сега во оваа фаза на животот. Тоа може да е дури возбудливо како повторно запознавање на истиот човек. И тогаш исто така сум сретнала многу парови кои што воведуваат промени. Дали тоа ќе биде воведуваат промена па шетаат повеќе во светот, дали тоа ќе биде промена во однос на нивниот личен стил или во нивниот стил на живење. Така да се воведуваат промени и така натаму, но од друга страна промени кои што можеби не се посакувани за едниот од нив, а тоа е разделба. Така да затоа постои една статистика која што многу пати знам кога ќе се објави на социјални мрежи, има коментари во смисла па како сега на овие години нив им текнува да се разделат, штом до тука биле заедно, нека бидат и понатаму. Нека трпат. Да, нека бидат и понатаму, но ета таа фаза каде што едноставно не се наоѓаме повторно, не се препознаваме кои сме, не ја наоѓаме смислата да бидеме заедно, па одлучуваме да донесеме толку голема промена да ние се разделиме. Една од најдлабоките и најпоценети животни промени е раскинувањето на партнерски или љубовен однос. Тоа не е само крај на врска, туку пресврт на идентитет, навики, планови и чувството на сигурност. Токму затоа, раскинувањето е еден од најсилните тестови за нашата адаптабилност. Секогаш кажувам дека кога ќе заврши една врска, без разлика дали таа траела 1 година или 10 години, тоа е болен процес. Особено дури и врските каде што партнерите спогодбено се разделиле, без разлика. Ама е полесно кога е спогодбено отколку кога е во... Полесно, но не е безболно. Секогаш кажувам дека е полесно, но не е безболно, затоа што е болен процес, зошто? Затоа што кога ние се разделуваме, ние не се разделуваме само од еден човек. Ние се разделуваме од дел од нашиот идентитет. Ние се разделуваме од нашите соништа, од нашите желби, од нашите проекции, од нашите замислени патувања, очекувани патувања од некоја друга реалност која што ние сме замислиле, од тоа како ќе изгледа нашиот живот за 1 година, 2 години, 3 години во иднина и така натаму. Така да ние се разделуваме од многу работи, тоа секако ќе боли. Од друга страна, она кое што многу често го среќавам во пракса, тоа е кога едниот партнер се претопува во другиот, па каде што едниот партнер губи многу голем дел од контактите од семејството, од пријателите и нема толку голем и широк социјален живот колку што е другиот партнер, па многу често се случува ситуација кога еден пар ќе се раздели да едниот има баш добра социјална поддршка, а другиот и да нема, затоа што сите контакти и познанства биле останале на едната страна, така да знае да биде голем предизвик и секогаш насочувам во насока дека прво тој процес мора да помине. Не може да биде безболен, ќе трае, не знаеме кога ќе трае, некаде постојат истражувања кои што викаат дека потребно е некаде околу 2 години да поминат, за да ние се чувствуваме дека сме излегле од тој процес на раскинување, развод и така натаму, но од друга страна тие 2 години не се случуваат преку ноќ. Се случуваат многу работи во тие 2 години. Прво, да, ние плачеме,
ќе не боли, ќе чувствуваме страв, ќе бидеме осамени, сето тоа ќе се случува некогаш Ова наеднаш 2 и ќе не години преплане. важи и за без разлика колку била долга врската и на која возраст, во кој период од животот. Истражувањето беа сите ставени, каде што се сметаше дека некаде еве тоа е некој оптимален период каде што се смета дека личноста доколку продолжи после овие 2 години во наредна врска, дека се смета дека е излечена. Заздравела од претходното искуство. И конечно, сите научни анализи покажуваат дека шансите за успех растат кога наместо општа желба имаме конкретен план. Без разлика дали промената е позитивна, како нова работа, преселба, слабење или негативна, луѓето релативно брзо се враќаат на нормалното ниво на задоволство. Во тие моменти луѓето што најлесно се снаоѓаат не се нужно најхрабрите, туку најфлексибилните. Оние што знаат дека прилагодувањето е вештина што се учи, а не карактер со кој се раѓаме и дека неуспехот не значи дека не сме доволно добри, туку само дека сме пробале погрешен метод. Затоа, кога ентузијазмот ќе опадне, а резултатите се уште не се гледаат, тоа не е знак за откажување, туку тивка фаза во која промената полека си ја врши работата. А можеби најважното прашање не е дали сакаме промена, туку дали сме подготвени да ја дадеме време и малку простор да не изненади. Ќе оставиш порака? Да, Кино од Германија. Пишам нешто, да, пишам нешто. Што најмногу ти недостасува од Германија? Зависи, малку храна, ама не баш храна. Која храна? Знаеш, кобаци. Знам. Да, currywurst, најдобро. Предпоставивав, ама сакав да ми го кажеш. Да, currywurst. И дöner, не знам зошто, ама има најдобар дöner кебаб. И само во Германија добро, не во... Тука нема? Има, ама не како Германија. И во Турција не како во Германија. Не знам зошто, ама само турците во Германија знаат како да прават најдобар кебаб. Браво. Да. А друго нешто освен храната ти недостасува? Животот, лајфстайл, Мислам не. Само friendships, пријателствата, дружење. Тоа беше смешно, бев во некој друга емисија и таму имавме истата прашање, ама на германски беше тоа. И мајка ми слушаше после, и зошто не кажеш семејствата, мајка ти, и многу беше лута дека не кажав дека... Леле, мора ова сега специјално значи сега мајка ми без моите мајка му на фин. Да. Само твоите ти фала? Да, можеби да. А кога им зборуваш за Македонија, што најмногу фалиш? Што тука пофалуваш? Да, што не ми се допаѓа, така? Што ти се допаѓа? Добро. Од Македонија? Знаеш, Македонија е многу различно. Се е различно, имаш премногу различни места. Например, тука си ти на чаша и многу различно од таму. Например, на кај Александра. Од Чаршија до площад е различно. Да, се е различно. И сите градови се различни. А луѓето? Исто се различни. И од град до град се различни. Не, многу различни, ама зборуваат различни, малку различно. И првите 2 години не патував премногу низ Македонија, во Македонија. Не патував премногу во Македонија. Низ Македонија. Низ Македонија, точно, да, добро. Браво. Низ Македонија не патував премногу. И кога започнав со патување во Македонија, повеќе сакав Македонија. Да. Тогаш учев колку е различно и какви места имаме, се е различно, стварно. Имаш ли пријатели тука? Имам, да, знам многу луѓе. И тука е полесно да кажеш одиме на кафе. Да, полесно. И одма одиш на кафе. Да, проблемот е дека Во Германија треба да закажеш. Да, термин се. Да. Значи не си осамен тука. Убаво ти. Да, убаво е, да. Сега кога би правил некаква друга промена во животот, или некој што би сакал да направи промена како тебе, која што е прилично голема, да смениш место на живење, да работиш од друго место, што би препорачал? Само зависи од човек до човек. Ако ти си знаеш, ако имаш семејствата и ако имаш обврски, мислам потешко е. Знаеш, ако јас бев сега, не знам, ако јас имам сега 30 години деца, не можам само вака да одам и толку. Ама ако ти си млад, само прави. Знаеш, само оди и ако не е добро, можеш да се вратиш во Македонија или во дома. Знаеш, имаш опции. И само оди и прави и вака. Just do it. Да, тоа е една добра мантра, дека се што сакаш да направиш, го правиш сега, а не го оставаш за... Да, мислам да. Има ли нешто што си сакал да го направиш во Македонија, не си го направил? Има многу места каде не сум бил до сега и каде сакам да одам. Например, Печево не сум бил, Делчево, Македонска каменица, Свети Николе,
Има некои настани. Ама сега ова година бев во многу настани. Каде сум бил, например, Вевчани на Канева, Прилеп, Струмица на Канева, на свадба во Галичник, во Крушево за Илинен сум бил. И за многу настани каде сум бил. Едно непопуларно прашање, значи непопуларно прашање. Кај ти е најубаво? Стварно тешко е да мислам Битола, стварно Зади камера, слушаме Битола. Битола. Да. Ама знаеш зашто? Во Битола секогаш најјаки, не знам како да кажам, ама Битолчани прават најјаки моменти со мене, не знам како да кажам.